Фановите мислат дека си строг татко. Не. Фановите мислат дека си подобар диџеј од рапер. Не. Фановите мислат дека пак би се snašao одлично ако отидеш во Survivor. Мислам дека не. Зошто? Зошто тогаш имав 27 или 27-8. Сега малку постар и малку другачие функционира телото, за таму си треба физичка подготвеност и сега ги разбирам тие што беа моја возраст, што сум јас сега, кога се жалеа на притисокот, телото, коските, мускулите и така натака. Но мислам дека ако влезам во тренажен процес да бидам насочен на тоа, мислам дека ќе се покажам добро. Сега дали подобро не сум сигурен. Фановите мислат дека не те бива за кошарка. Грешка се многу. Кој сака нека биде. Фановите мислат дека си љубоморен на сладкар. Не, никогаш. Фановите мислат дека си недостапен и студен со обожавателите. Не секогаш. Фановите мислат дека беше голем срцекршач во минатото. Не сум се така поистоветувал со тоа. Може би така мислам, меѓутоа мислам дека не сум се осекал никогаш така. Фановите мислат дека сопругата не сака да објавуваш фотографии од неа за да не се експонира. Мислам дека не. Не дека не сака да не се експонира, тоа е заеднички муаве, заеднички договор за дали да. Меѓутоа и точно да неќе да се експонира бидејќи нема потреба, пошто нели зошто да си го експонираме семејството секогаш постојано. Мислам ние сме одлучили да не го правиме тоа. Фановите мислат дека си голем авантурист и дека не се плашиш од ништо. Се плашам, сум авантурист и тука има и да и не. Од што се плашиш тогаш? Од височини се плашам многу, понекогаш од преголема брзина, да речеме, конкретно, не знам, во скијање, пример, ако се развие нека голема брзина, непредвидлива или неочекувано, поготово на некој нерамен терен и буквално се тресам целиот мускулите и ме фаќа некоја паника можеби и од височина исто. На моменти вака ми се буквално врти. Така да тие се работи што при авантурата ми се како не мани, него така слаби страни. Фановите мислат дека не би излегувал во град ако не мораш да одиш на настап или за да пушташ музика некаде. Точно.